Јулија Барбун е девојката која што има руско потекло и е русинка, но во своето детство се преселува во Македонија и од својата 9 година живее овде и како што вели дека никогаш не би ја напуштила Македонија. Таа веќе повеќе од 10 години се занимава со рачна изработка на накид и тоа многу уникатен накид од сушени цвеќиња и епоксидна смола. И ова утро, во Добро утро секое утро, ја дознаваме нејзината приказна. Илија, ќе ви посакам добро и во утро. Ви благодарам на вашата прифатена покана, што и веќе имаат можност гледачите да ја слушнат вашата уникатна приказна за вашиот живот во Македонија, но и за вашите секако рачни изработки. Како се роди идејата најнапред да правите накид од сушени цвеќиња во комбинација со епоксидна смола? Ти благодарам на поканата. Добар ден, добро утро. Приказната се роди од, претпоставувам дека мојата љубов кон природа воопшто и убавината на цвеќињата што ги имаме, ама бидејќи е убавината минлива и нели обично умираат цвеќињата при ставање во вазна, јас сакав да го зачувам тој момент и да ги заробам, да речеме, во епоксидна смола и да им дадам нов живот. Така да од таму почна конкретно приказната со сушените цвеќиња. Од каде најчесто веќе земате цвеќињата и какви цвеќиња се еве сушите и кои можат нели да се доизработат понатаму, нели, односно да ги заштитите еве нели со епоксидната смола? Па у глобала да ги соберам тие што се тука, на пример, прво у Скопје, на Кеј, на Водно. Па понатаму каде и да одам во другите градови, не знам, имам од Крушево цвеќиња, таму сум ги собирала мојата крушевска колекција. Имам од Охрид лаванди кои што не е најчесто јас да ги собирам, него има и луѓе кои што идат во други градови, па ги замолувам да соберат. Еве мојот колега ми собра лаванда од Охрид, така се создаде колекцијата Охридска лаванда. Така да немам конкретни идеи за колекциите, туку се водам интуитивно, да речеме, ми се допадна цвеќето, го собрав, го исушив, па да видиме дали уопште ќе доживее за да биде ставено во накид, бидејќи тоа е некој поголем и подолг процес на сушење, за да може да стигне до конечниот производ цвеќето. Што се еве од тоа накид изработувате и каков е процесот на кратко, можете ли да ни опишете? Во глобала изработувам брошчиња, тоа е нешто што јас го носам и нели се водам од моите интереси, да речеме, дека јас ги носам брошевите, прво е тоа. Имам обетки, имам привезоци, дали за клучеви, дали за ташна. Зависи, секоја година е различен производот и воведувам некои нови колекции и изработки. Процесот е обично почнува од собирање на цвеќиња, обично е од пролет, нели кога све расцветува, па нели цело лето. Додека се сушат, имам некакви модли или барам некакви поразлични форми, за да не биде само квадрат, круг. И понатаму веќе кога се седнува да се прави накидот, ги комбинирам модлите со цвеќињата, бидејќи некои се големи, некои се помали, зависи што сакам да направам во колекцијата, по боите ги комбинирам за да не биде само еден цвет, него да има некоја приказна, да има различни бои за да биде накидот интересен. И после залевањето на епоксидот има неколку фази на исто така на залевање, конкретно за цвеќињата. И после се става фурнитура, сега не знам како е на македонски, нели буквално за обетчиња, за брошчињата, елементите кои што веќе ќе му дадат финален изглед на накидот. Каде се црпите инспирација за толку различни колекции, за толку различни производи кои што ги имате направено низ годините? Па претпоставувам од природата, што знам, не сум размислувала баш за инспирација. Обично јас тоа го нарекувам нагледаност.
од сите страни гледаме некакви убави работи, посетувам различни базари. Сега во ерата на толку интернет и толку различни работи на интернет, налетувам секогаш на некои уникатни работи од други држави. Многу патувам и исто така и тоа ми дава некаква инспирација. Обично застанувам секогаш на излозите или идам на нивните базари, за да можам да видам нешто интересно. Обично така, од секојдневниот живот, не е нешто од глава, него е само на пробување. Пробувам едно, не излегува, пробувам друго и така. Што е оно што највеќе сакате да го правите кога станува збор за накитот? Дали имате можеби омилен дел од правењето и од самата изработка? Па има неколку фази на изненадување, односно кога ги сушам цвеќињата, никогаш не знам кога ќе отворам книгата и каков цвет ќе излезе, да бидејќи обично некои цвеќиња имаат природа да ја менуваат бојата додека се сушат и големината. Исто така во процесот на залавањето, бидејќи се залава од позади, да речеме, и фактички кога ќе го отвориш веќе зелениот накит од позади, тогаш ја гледаш сликата и уствари тогаш гледаш како се наместиле цвеќињата, не знам, протоколчињата. Да, ти го гледаш тоа од едната страна, но сепак има една доза на изненаденост кога го отвораш целосно и гледаш финалниот производ кој што е излезен. Да, верувам дека може некој да си порача каков накит сака, верувам дека исполнувате и такви желби, и како може да ве најдете во сите оние кои што сакаат да имаат уникатно парче накит од сушено цвеќе и епоксидна смола. Да, секако, помалце примам нарачки од така, од измислени, например, работи, некои што сакаат да направат. Ева последно беше еден дечко ми нарача ланча со топка. Тоа беше најголем предизвик до сега, затоа што имаше посебна боја, посебни светки, цел посебен дизајн кој што јас за машки никогаш не сум правела. Некогаш се нафаќам, некогаш кога не е во мој домен, обично препраќам на мои други колеги кои што ќе бидат постручни во таа област за која што бараат накит. Продавам исклучиво на социјални мрежи, односно на Инстаграм профилите, и учествувам на базари, обично тоа е City Mall, таму најчесто може да ме видат уживо со моите производи. И на некои мали базари кои што се одржуваат во некои кафичи. Да, супер, ти посакувам успешна работа и понатаму и верувам дека уште многу долги години ќе трае ова твое хоби, креативно, кое што секако ги радува и луѓето кои што обожаваат накит. Ти благодарам многу.